Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Во двата туристички центри на Охридското езеро добра посетеност, но и повисоки цени. Здравствените власти со вонредни инспекции ќе утврдуваат што се случувало во клиниката Жан Митрев. Невработени лица во Охрид се откажуваат од грантови за самовработување и напуштаат обуки. Започнува петтото издание на Бич Филм Фестивал. Поевтинуваат бензините. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес сончево и многу топло време со пораст на дневните температури до максимални 30 степени Целзиусови во текот на ноќта кон четврток, ведро и топло. Утре над најголем дел од Европа сончево и надпросечно топло за овој период од годината, само на крајниот исток од стариот континент на северозапад, со температури под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Времето таму умерено облачно и нестабилно. На Балканскиот полуостров во четврток сончево и многу топло време со пораст на дневните температури кои ќе бидат во интервал од 31 до 37 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток сончево и топло со дополнителен пораст на температурите, минималните од 10 до 19, максималните дневни температури во Македонија утре од 30 до 39 степени, а УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во четврток сончево и топло време со слаб североисточен ветер, минималната 16, дневната температура 32 степени. Во Охрид во следните денови сончево и многу топло време, минималните 18, односно 19 степени, а максималната дневна 34, 36, односно 35 степени Целзиусови. Поради сончевото време и тропските температури, територијата на Македонија во следните денови ќе биде под влијание на топлотен бран. Се препорачува да се избегнува излегување на директна сончева изложеност во периодот од 10 до 17 часот, а да се следат и препораките на лекарите за топлотни бранови. Бидете сам свој мајстор со 108 парчиња Гедоре рачен алат. За само 2600 денари добивате комплет со кој ќе ги решавате сите механички поправки во вашиот дом и вашиот миленик на 4 тркала. Доставата е бесплатна низ цела држава, а со правилна употреба алатот има доживотна гаранција. Побарајте лозинка за онлайн нарачка на нашиот вебшоп. Steering Trade. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Летната сезона во полнек. Двата туристички центри на брегот на Охридското езеро бележат добра посетеност. Сите се согласуваат дека ова лето одморот чини многу повеќе за разлика од лани. Од Хотам велат како и во сите туристички центри, цените се повисоки во шпиц на сезона. Туристичката сезона на брегот на Охридското езеро во полнек и Охрид и Струга бележат солидна исполнетост. Освен домашните, има голем број гости од регионот, но туристи има и од Холандија, Полска, Германија, Израел и Турција. Најголем е бројот на иселениците, кои во пандемијата поради рестрикциите не можеа да дојдат во родните краеви. Сите се согласуваат дека ова лето одморот чини многу повеќе за разлика од лани. 4 години што не дојдов и мисла убој, немат проблем. Чашана е супер овде со чадорите најубаво, времето е супер, дримот е чист и во Франција е се оскапе све. И не убој, малце е цената е горе се кренаме, сега за овде за живење овде не е толку добро. Требаше да останат како што беше имат неколку 10 години назад. Hello. Germany. Од Германија доаѓаме. Многу е убаво. Многу ни се допаѓа Струга. Да, на одмор. Убаво е. Има туристи, луѓе, добро е. Па добри се. Поевтино и од Скопје можеби. Very nice. We like the river and the people. Прв пат доаѓаме, 2 дена сме овде. Многу е убаво, ни се допаѓа многу реката, но и луѓето тука. Од Хотелската асоциација велат цените на хотелите се зголемени за 20 до 30%, а за изнајмување апартман се движат од 30 до 40 евра на ден, некаде и повеќе зависно од локацијата и луксузот кој се нуди. И рестораните, кафулињата и баровите имаат нови цени, прилагодени на поскапувањето на сите продукти и струјата. Од Хотам велат, како и во сите туристички центри, цените се повисоки во шпиц на сезона. Може да кажеме уште дека сме поевтини од сите други држави околу нас. Да, се поскапени од минатата година, но не се толку поскапени колку што не се поскапени сите артикли. Значи да не зборуваме за цената исто така на енергијата, колку е поскапена, со самото поскапување на бензините, на нафтата, све останато поскапува. Прехранбените производи се многу поскапени и према сето тоа, мислам дека цените се многу коректни на тоа што е на оваа понуда што е во моментот за Охрид и Струга. Според туристичките работници, оваа летна сезона е подобра од годините во пандемијата, но е далеку од 2019 година кога беа остварени рекорден број туристи и ноќевања. Сирените на итната медицинска помош беа вклучени почесто. Лекарите од брза помош имаа полни раце работа. Доктор Љупка Николовска, раководител на итната медицинска помош, информира дека денес имале зголемен број на повици од повреди кои се случиле при пат. Паѓале и повозрасни и помлади граѓани. Од брзата помош апелираат хронично болните да не излегуваат на сонце и задолжително да ја примаат препишаната терапија. Повикуваат граѓаните при влошување на здравствената состојба која не бара итна интервенција, првенствено да ги контактираат своите матични лекари и да бидат совесни дека брзата помош во секој момент може да биде потребна во животно загрозувачки ситуации. Исто така нагласуваат граѓаните кои бараат помош во нивната установа да носат заштитни маски поради зголемениот број на ковид случаи. Решен сум овој случај да добие разрешница. Никој не е над законот и ова нема да биде заборавен случај, ќе го тераме до крај, рече министерот за здравство Беким Сали денеска на пресконференција во врска со сомнежите изнесени во истражувачката сторија Нечиста крв на ИРЛ. Тој информираше дека се во тек повеќе инспекцијски контроли во клиничката болница Жан Митрев.
Во последните 3 години Државниот санитарен и здравствен инспекторат во клиничката болница Жан Митрев спровел 3 редовни и 9 вонредни инспекцијски надзори, информира министерот за здравство Беким Сали. Министерот посочи дека се одржува работен состанок во Малмет со стручната служба и представници на клиниката Жан Митрев за изнесените наоди дека се вршени клинички испитувања врз пациенти и дали се вршеле согласно важечките прописи. Од стручниот надзор се очекува одговор на прашањето дали методата на хемофилтрација е применувана кај пациентите согласно строгите критериуми, кажа министерот. Чувствувам одговорност и случајот мора да добие разрешница. Мора да има систем што функционира и ќе ги штити пациентите. Никој не е над законот, а ова нема да биде заборавен случај и ќе го тераме до крај, рече министерот за здравство Сали. Јас тврдам, ниту една земја не може да потврди дека тоа што го правила за ковид е доказано со медицина базирана на докази. Значи, затоа што се работи за ситуација која што е нова, ги предизвика сите здравствени системи во државата, не брана никога. Значи, само да направиме една јасна дистинкција меѓу тоа што е направено и што како држава ние сме се соочиле во текот на ковид пандемијата. Дали може некој да потврди која терапија била најсоодветна за ковидот? Значи, останува на медицината да докаже во иднина која метода била најуспешна. Директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Иринка Сотирова Бухова информира дека од направените 9 вонредни инспекцијски надзори во Жан Митрев, 5 биле за сомнеж за лекување вон протокол за пациенти починати во установата. Другите се, еден надзор е од октомври 2020, тоа е пациентка која е оперирана од кардиохируршка интервенција во споменатата институција, испишана на домашно лекување и после неколку дена примена на клиника за кардиологија. Во старт на хемокултура изолирана е бактерија и клиника за кардиологија го пријави случајот кај нас. Исто така било доставено известување од Институтот за јавно здравје дека од болницата немаат редовно пријавување на заразни болести, изолирани и починати лица. По укажаните недостатоци, забелешките биле отстранети, напомена Сотирова Бухова. Истражувачката репортерска лабораторија објави истражувачка сторија за лекување на пациенти од COVID-19 со хемофилтрација и за случаи на починати со интрахоспитални инфекции. Истражувањето на ИРЛ се базира на 24 пријави на граѓани од Македонија и од Косово. Јавното обвинителство отвори предмет за овој случај. Управниот одбор на Коморскиот инвестициски форум, Асоциација на 6 стопански комори од регионот на Западен Балкан, во дводневна посета на Охрид. Подпредседателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески во својство на копредседавач со Коморскиот инвестициски фонд утре и задутре во Охрид ќе биде домаќин на членовите на управниот одбор на форумот, кои покрај своите состаноци на кои ќе се дискутира за прогресот во имплементација на активностите насочени кон воспоставување на заедничкиот регионален пазар на Западен Балкан, ќе реализираат и повеќе работни средби. Планирано е одржување на работен состанок со премиерот Димитар Ковачевски, членови на владата, на кои, како што велат од форумот, ќе се дискутира за потенцијалите за унапредување на регионалната соработка во Западен Балкан и обезбедување на регионални одговори за предизвиците со кои се соочуваат македонските компании. Ќе биде одржана и работна средба со градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков, на која ќе се разговара за можностите за искористување на туристичките потенцијали, како и за зајакнување на регионалната туристичка соработка. Делегацијата на Коморскиот инвестициски форум ќе реализира и посета на Костал Македонија, компанија од автомобилската индустрија во македонската економија и една од најголемите странски директни инвестиции во земјава. Коморскиот инвестициски форум со седиште во Трст е институција основана во 2015 година во рамки на Берлинскиот процес, инициран од канцеларката Ангела Меркел и представува глас на приватниот сектор од регионот, застапувајќи 350.000 компании од подрачјето на Западен Балкан.
Се случуваат невообичаени појави на Охридскиот пазар на труд, велат од Агенцијата за вработување. Се откажуваат грантови за отворање на собствен бизнис. Невработени лица кои се на обука кај работодавачи, кои добиваат субвенции од државата, ја напуштаат работата. Охридскиот пазар на труд се соочува со невообичаена појава. Од Охридската агенција за вработување информираат за уникатна појава при доделени грантови за започнување на собствен бизнис. Се среќаваме со откажување на грантовите, информира Елвадина Дика, директорка на агенцијата. Не може да објасниме на што се должи таа појава. Невработените кои сакаат да отпочнат собствен бизнис немаат желба да соработуваат со економските консултанти кои треба да им помогнат во бизнис планот. Тие како да очекуваат само да зграпчат нешто, вели Елвадина Дика, директорка на Охридската агенција за вработување. Значи, треба да се изработи бизнес план со економски советници, консултанти. Во тој период невработените лица се откажуваат. Значи, нема трпение за бизнес планот да се реализира, уствари да се изработи. Тие не го изработуваат бизнес планот. Економските консултанти го изработуваат. Меѓутоа тие нема, мисла денеска ќе конкурираат и денеска ќе ги земат, значи, средствата. Значи, тоа е фазично, тоа мора да се последи во фази. Без изработка на бизнес план, без реализација да се види што ќе се отвори, како ќе се отвори, до каде ќе оди. Значи, не може така да се доделува ваучерот за отварање на фирма. Во тој период, во овој луфта период, се откажуваат лицата, мислам, тоа е лица кои што веќе добиле, веќе се во позитивната листа. Зошто да не одат до крај? Не се прекинуваат само грантовите за самовработување, туку се откажуваат и обуките кај работодавачите. Се прекинува субвенционирањето на плати и финансиската поддршка за фирмите кои вработуваат невработени лица и ги обучуваат во потребната струка. Сега имаме појави кога се заминуваат работниците од работа. Не може да се рече дека од една страна ево се работодавачите се во право или невработените се во право. Постои нетрпеност. Постои една краткорочна, да речем, ориентација или планирање денес за денес или денес за утре. Значи не размислуваме за понатака од двете страни. Невработените лица со прекин на обуките за одредена струка или преквалификација ја губат можноста за здобивање со сертификат признаен од Министерството за образование и наука и кој би ја зголемил нивната вработливост на пазарот на труд. Грантовите пак за самовработување од активните мерки на Агенцијата за вработување се во висина од 5.000 евра за доел и 10.000 евра за друштво со ограничена одговорност. Петто издание на Бич Филм Фестивал. На неколку локации низ градов и околината во следните 5 дена, љубителите на седмата уметност ке може да уживаат во делата на синеасти од 17 европски земји и од Македонија. Покрај филмските проекции, во фокусот на фестивалот е и едукативниот контекст, при што ке се одржат 2 работилници за филмски постер и за филмска опрема. Вечерва започнува фестивалската сага на модерен европски филм Бич Филм Фестивал. Во 5 фестивалски денови на 4 специфични локации: амфитеатарот во предворието на црквата Света Софија, плажата Славија, Лапидариум и бродот Армада, ќе бидат проектирани повеќе од 40 филмови од 17 различни европски земји. Официјалната селекција на филмови на фестивалот се состои од долгометражни и краткометражни филмови во кои се вклучени и студентските, објаснува Ангела Здравковска, координатор на Бич Филм Фестивал. Генерално се обидуваме да го запазиме концептот на нашиот фестивал. Тој е посветен на европскиот филм, на новиот европски филм. Отвараме простор на млади нови уметници. Годинава имавме пристигнато околу 700 кратки филмови, така што процесот траеше подолго, меѓутоа запазувајќи ги оние параметри како атмосферата на фестивалот, тоа е некој медитерански дух кој што го носи заради самата локација и културното обележје на Охрид. Се задржавме на тие елементи и сметам дека ги исполнивме убаво и ќе можат да видат интересна селекција на кратки филмови и долги секако. Годинешното 5-то јубилејно издание ќе биде отворено со проекција на филмот A Simple Man,
А на следните фестивалски денови ќе се прикажуваат и филмовите Anis in Love, A Purple Place, Inventura, Beach, A Derogatory Term for a Woman и Infinite Sea. За тоа, кои филмови ќе бидат наградени, ќе одлучуваат реномирани режисери. Имаме тричлено жири, составено од Фред Келеман, тој е германски кинематографер. Потоа тука е Кавех Захиди, американски независен режисер и третиот член на жирито, верувам дека за нас и регионот е најмногу познат, тоа е Срđan Dragojević. Тричленото жири значи годинава исто така како и веќе претходно одлучува за доделувањето на 3 награди. Тоа е најдобро филмско остварување, најдобро актерско остварување, најдобар краток филм и публиката ќе има честа да одлучи за најдобриот краток студентски филм. Посетителите на филмските проекции ќе уживаат и во музичката програма, за што ќе се погрижат млади македонски диџеи и групата Хајк. Покрај филмските проекции во фокусот на фестивалот и едукативниот контекст, при што ќе се одржат 2 работилници за филмски постер и за филмска опрема, дополнет со мастер-клас на Кавех Захиди. Затворањето на 5-тото издание на фестивалот ќе ја следи воспоставената пракса да биде прикажан нов македонски филм, а годинава тоа ќе биде Сестри на Дина Дума. Од полнок бензините поевтинуваат, а дизелот ќе се точи по стара цена. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,88%, при што малопродажната цена на бензинот Евросупер BS95 се намалува за 2,5 денари за литар, а на Евросупер BS98 за 2 денари за литар. Цената на дизелот не се менува. Со новата одлука на регулаторна од вечер на полнок бензинот Евросупер BS95 ќе чини 98,5 денари по литар. Евросупер BS98 ќе се продава за 101 динар по литар, Евродизел BS и натаму ќе чини 100 денари за литар. Маслото за горење екстра лесно ќе биде 98,5 денари по литар, а мазутот ќе чини 50,044 денари по килограм. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Шумски пожар поттикнат од силни ветришта утре во Бесна и во планинската област Пентели, Кајатина, проголтувајќи куки, поради што властите наредија евакуација на најмалку 9 области и една детска болница. Тројца пожарникари, 9 локални жители се здобили со полесни повреди, биле пренесени во болница со тешкота и во дишењето. Во битката со огнената стихија на повеќе фронтови учествуваа 485 пожарникари, 120 противпожарни возила, 15 хеликоптери и авиони испуштија вода врз пламените јазици, а операциите беа прекинати ноќе од безбедносни причини. На најмалку 600 жители им беше потребна помош од полицијата за излез од областа зафатена од пожарот. Силниот ветер се очекува да продолжи до попладнево. Пожарникарите соопштија дека 28 пожарникари од Романија им помагаат на локалните пожарникари, 200 пожарникари и опрема од Бугарија, Франција, Германија, Романија, Норвешка и Финска ќе бидат на подготвеност во најжешките месеци јули и август во Грција. Температурите во Западна Европа изминатиот ден срушија нови рекорди, а противпожарните служби се борат со нов бран пожари. Во Велика Британија, која вообичаено е навикната на умерен временски прилики, вчера за прв пат беа забележени температури повисоки од 40 степени. Германија го имаше најтоплиот ден од годината досега, 64 региони во Франција забележаа рекордни температури, а во Португалија регистрирани се нови починати лица од топлотниот бран. Невисоки 39,5 степени за 2022 година биле измерени во градот Дуисбург во Германија, а иста температура била регистрирана и во Мастрихт во Холандија. Температурите во Португалија имаа благ пат, а досега во земјата последнава недела се регистрирани 1000 починати од топлотниот бран. Континентот е зафатен од големи пожари, од Светската метеоролошка организација предупредуваат дека најлошото допрва доаѓа. Во Велика Британија е соборен температурен рекорд на Хитроу аеродромот, кога се измерени неверојатни 40 степени Целзиусови. Топлотните бранови стануваат почести и поинтензивни и траат подолго време поради климатските промени предизвикани од човекот. Лидерот на Чеченија Рамзан Кадиров повторно се огласи на социјалните мрежи за војната во Украина, бидејќи таа е веќе добиена. Следна е Полска.
Плановите се грандиозни. Веќе развиваме план за демилитаризација на земите од НАТО, а прва на ред по заземањето на Киев е Полска, Украина е веќе решено прашање. Заинтересиран сум за Полска, изјави Кадиров. Чеченскиот лидер и претходно и се закануваше на Полска. Пратеници од Шри-Ланка го избраа премиерот Ранил Викремесинге за нов претседател на земјата. Викремесинге беше избран и покрај тоа што беше непопуларен во јавноста и се очекува да ја изведе земјата од економскиот колапс и да го врати јавниот ред по неколку месечни масовни протести. Изборот на Викремесинге е тој што може да доведе пак до нови протести, сметаат експертите поради незадоволството против владеачката елита која се смета за одговорна за големата економска криза со недостиг на гориво, храна и лекови. Изјавија за британската агенција BBC неколку демонстранти. Други демонстранти кажаа дека вршителот на должност претседател е сојузник на моќното семејство Раџапакса, кој тие го обвинуваа за економската криза. Поранешниот претседател Готабаја Раџапакса побегна од земјата минатата недела. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.